Германците ќе излезат на гласање на 23 февруари по падот на трипартиската коалициона влада. Канцеларот Олаф Шолц изјави дека повторно ќе биде кандидат на социјалдемократите. Но главната опозицијска демохристијанска партија има големо водство во анкетите. Лидерот Фридрих Мерц се залагаше за побрзи избори. Ich will nur daran erinnern, wir haben keinen Bundeshaushalt 2025. Дозволете ми само да ги потсетам дека сите немаме федерален буџет за 2025. Владеачката коалиција од три парти пропадна по несогласувањата околу земање нов долг за финансирање на буџетот за 2025 година, вклучително и за обезбедувањето воена помош за Украина. Берлин е вториот најголем донатор на воена помош за Киев по САД, давајќи околу 11 милиарди долари по руската инвазија во февруари 2022 година. Владата во заминување планираше да ја намали таа помош на нешто повеќе од 4 милиарди долари следната година. Ова е лош момент за Украина, лош за Европа. Тоа значи дека Германија ќе биде преокупирана со себе неколку месеци пред да имаме нова влада. Изборите треба да се одржат само неколку недели по инаугурацијата на Доналд Трамп за следен претседател на САД. Најлошиот случај од кој многумина се плашат во Берлин и Киев, администрацијата на Трамп што ќе ја преземе власта во јануари, а потоа да ја намали или стопира помошта за Украина, ќе ја принуди германската влада, владата на Шолц со сегашниот парламент, да го зголеми финансирањето на Украина. Исто така не е јасно што би можело да значи предстојното претседателство на Трамп за пошироката европска безбедност, вклучувајќи го распоредувањето на американските сили и опрема, како што се ракетните системи со долг дострел Томахавк, вели аналитичарката Марина Мирон. Она што друго би можело да се смени е поставувањето на американските Томахавк во Германија. Значи имаме ситуација кога, да речеме, Трамп може да спроведе антиглобална агенда и да ги поттикне земјите од НАТО да инвестираат повеќе од својот бруто домашен производ во одбраната. Европа замрзна околу 200 милиарди долари руски имот по инвазијата на Москва на Украина. Каматата се користи за да се финансира оружјето за Киев. Некои тврдат дека е време целосно да се заплени имотот. Европа седи на 200 милиарди американски долари замрзнати руски средства. Мислам дека администрацијата на Трамп ќе ги поттикне европејците да одат понатаму. И тоа е добродојдена вест од украинската страна, да не се даваат само заеми и кредити врз основа на замрзнати руски средства, туку да се пристапи кон конфискација на имотот. И тоа е секако нешто што го поддржуваат многумина во Германија. Канцеларот Шолц ги надгледуваше германските напори да се стави крај на зависноста од ефтината руска енергија. Но аналитичарите велат дека тоа ја поттикнало инфлацијата и ја подкопало довербата во неголемата европска економија. Во исто време, аналитичарите велат дека Германија се бори да го надмине децениското недоволно инвестирање во незините вооружени сили, нешто што следната влада ќе мора да го реши.